Добро вечер, кавадарци! Добро вечер за најземјоделскиот крај во Република Македонија! Добро вечер за местото каде што се произведува најдоброто вино не само во Македонија, туку и во Европа. Од скоро време добро вечер и за индустриско кавадарци. Добро вечер за членовите на Социјалистичката партија, добро вечер за ВМРО ДПМН, добро вечер за најголемата победничка здружена коалиција за подобра Македонија. Дозволете ми во името на председателот на Социјалистичката партија на Македонија да ве поздравам во името на Љубисав Иванов Дзинго и да ви посакам успешни избори. Тој денеска од оправдани причини не е тука помеѓу нас да ви се обрати и тој лично, меѓутоа ќе имаме и понатаму прилика повторно да се обрати пред кавадарчани за кои што постојано зборува позитивно и за кои што постојано кога имаше можност се обраќаше и лично. Почитувани, најнапред би сакал да се обратам до вас со неколку работи. Првата работа, вие често пати слушате за демократија. Но што е поимо демократија? Некој во Република Македонија заборави на основниот принцип на демократијата. А основниот принцип на кој се темели демократијата е правото на секој граѓанин да предлага, да бира и да биде избран. Па затоа, над 65.000 граѓани на Република Македонија и сите пратеници во собранието од Здружената коалиција предложија, и тоа не кого било, туку предложија човек кој што досега се докажа во својата работа, човек кој што е честен и одговорен, човек кој што е од народот и е за народот, човек на кого државата му е пред се. Ние го предложивме господинот Ѓорѓи Иванов за сегашен, како што е сегашен председател и иден председател на Република Македонија. На 13 и на 27 граѓаните на Република Македонија ќе си го исполнат второто од своето демократско право, а тоа е да бираат. И во огромен број ќе го изберат Ѓорѓи Иванов за уште еден мандат за председател на Република Македонија. На вам, почитуван господин Иванов, ќе ви припадне тоа задоволство и чест, но воедно и одговорност, уште еден мандат да бидете председател на Република Македонија. Почитувани граѓани, почитувани кавадарчани, и покрај сето ова, во Република Македонија за жал постојат и такви политички партии кои што велат: и дури и да го изберете Иванов за председател, ние нема да го признаеме. Дали ќе се соочиме на тој начин ли ќе градиме демократија? Дали тоа ќе го дозволиме? Се разбира дека нема, а единствен одговор за тоа е масовно на 13 и на 27 да гласаме и масовно да го избереме председателот Ѓорѓи Иванов за уште еден мандат. Само така се брани Македонија, така се сака Македонија, така се гради демократија во едно општество. Да живее председателот на Република Македонија, да живеат граѓаните на Република Македонија, да живее Република Македонија. Ви благодарам.